Поранешната интернет страница на Судскиот совет на Република Македонија www.ssrm.mk престана да постои. Информациите се објавуваат на новата интернет страница www.sud.mk, која е новата интегрирана веб платформа на сите судови и на Судскиот совет на Република Македонија. Оваа веб страница изгледа прегледно и ги содржи сите потребни полиња. Меѓутоа, многу од полињата не се пополнети со информации и сите делови не се редовно ажурирани. Навигацијата од едно во друго поле е отежната. Судскиот совет на Република Македонија не објавува програма за работа, стратегии, ставови, мислења, студии и други слични документи. Отвореност на седниците и ефективност во работењето. Во периодот од ноември 2016 до април 2017 година Судскиот совет одржа вкупно 16 седници. Повеќето точки на дневниот ред од седниците на Судскиот совет беа отворени за јавноста. Сепак, за многу од точките од дневниот ред нема суштинска расправа, туку има само гласање. Например, при избор на председателот на Врховен суд на Република Македонија, кандидатите биле поделени во 3 групи, според различни критериуми, имале различни оценки, бидејќи биле оценувани по различни основи, односно како судии во различни судови и како председатели на судови. Предлогот за избор на председател на Врховниот суд на Република Македонија беше ставен на гласање, без притоа да има дискусија за предложениот кандидат и за причините за негов избор. Во овој период немаше избор на судии во основните и во повисоките судови, само избор на председател на Врховен суд и именување на ВД председатели. Препораки за транспарентност, отчетност и ефективност на Судскиот совет. Се препорачува порталот www.sud.mk во делот за Судски совет на Република Македонија да биде пополнет во сите полиња со релевантни информации, кои ќе бидат лесно достапни, документите да бидат подредени според датумот на објавување. Судскиот совет треба да води грижа судијата кој се избира за повисок суд или за председател на суд, да промовира високи стандарди на судиско однесување со цел да се зајакне јавната доверба во судството, која е суштински елемент за обезбедување независно судство. Совет за утврдување на факти. Иако според законот седниците на Советот за факти се отворени за јавноста може да биде исклучена само со одлука на Советот, заради заштита на угледот и интегритетот на судијата или на кандидатот за судија. Сепак во практиката седниците се тајни, бидејќи и според деловникот за работа постапката за поведување одговорност на судија не е јавна. Во период од 6 месеци од ноември 2016 до февруари 2017 година до Советот за факти се поднесени вкупно 219 иницијативи за одговорност на судија од страна на граѓани и правни лица. За разгледување на иницијативите одржани се вкупно 44 седници. Советот за факти поднел барања за поведување одговорност на судија или председател на суд до Судскиот совет само 2 пати во овој период, и тоа за предмети кои ги оформил по добрен глас. Потребно е Советот за факти да има своја интернет страница на која ќе ги објавува своите активности. Корисно е Советот за факти да биде вклучен во заедничката нова платформа на судството www.sud.mk. Советот за факти како важен орган за независноста на судството кој иницира постапки за утврдување одговорност на судија или на председател на суд не смее да биде изоставен од оваа интернет платформа.